Šeri, što ki готвиме денес? Здраво, добар ден гледачи. Каде сме? Сме во Шери, што ќе готвиме денес? Како сум среќен секој ден да бидам со вас. Ајде, денеска ќе готвиме нешто што многу сакам. Има парче таму што ме чека, знам имаме ребра во фрижидерот. Ќе готвиме ребра. Овде. 2 убави парчиња ребра. Не знам дали се 2, 3, не знам колку се. Има малку повеќе. Да, има 3 парчиња ребра. 1, 2, 3. Ајде, да почнам со месото, и тоа ќе биде најповеќе време ќе ми трае за да го направам. Ама, ќе пробам да го направам во ерфраерот. Ајде ги сечам. Вака. Една ребра. Топ. Колку време ќе ми треба во ерфраерот да ја испечам ребрата. Сега нема да биде ребра во фурна што се печи 4 сати, Тоа да забораеме, Ајде, ски сечам малку на половина уште, за да може полесно да се пече и внатре од ребрата, полека, така. Ете, отворена ребра. Вау! Така, исто овде, во средина од ребрата, ја сечате на половина и чисто да се отвори и месото да се пржи внатре. Ете, мала тајна. Мислам, тија познавате. Оти во Македонија, кој не јади ребра? Тоа е нешто, да кажеме, национално јадење. Така. Океј, ова ќе оди во ерфраерот, како ви кажав. Ама, ќе му стам чисто за шмек, малку од маслиново масло, сол, бибер и ќе му стам малку оригано. Мислам, оти тоа е задолжително за ребра. Ако ребра немаат малку маслиново масло, сол, бибер и оригано, не се ребра. Ајде, хоп, да се спрема. Ајде, оригано, малку повеќе. Пази само. Валя. Може едно грамче. Исто розмарин, додека го имаме така на рака. Океј, ова, малку сол. Така, малку повеќе. Така, знаете, кој јадете ребра, што се малку посолени така, ви терат на или вино, или пивце. Па тоа е. Океј. Малку бибер. И сега одиме во ерфраерот. Ајде. Хоп. Идемо. Мојот омилен асистент. Спремно. 15 минути. Јас ќе му стам малку повеќе. Мислам со 20 минути ќе биде окей. Дали ќе биде окей? Ќе видиме на крај. Ајде, јас ќе ја чистам даската и одиме со гарнирот. Што ни треба? Со ребра, само ти ни треба нешто компирчиња, така нешто. Ајде, едно компир, 2 компири така, мислам ти ќе биде доволно. Еден кромит. Компирот поминам под вода, да го исчистам и ќе го лупам. Секогаш кажам лушпата ја сакам, ја држам, ама овде ќе направиме малку на друг начин. Ајде. Хоп, со лупала, многу брзо се лупат компирите. Хоп. Ајде. Вуаля. Еден компир и 2 компири. Мислам, ти ќе биде доволно. Кога ги видовте парчињата од месо, уште компири, уште малку зеленчук ќе му правиме, ќе биде топ. Ќе ми фали некој сос со тоа. Ќе видиме текот на готвењето, што ќе ми текне да направам како сос со ребрата. Можеме да правиме и повеќе сосови. Ајде. Валя. Ајде. Компирот чист, вториот компир чист.
Ќе го изчистиме и кромидот. Хап. Вака. Много брзо. Ајде. Од другата страна тогаш. Ако не сака, да. Од овде малку по-лесно. Вака. Ете така, изчистено. Океј. Ова да не ни смета. Така. Така. Масата. Чиста. Ајде. Сега. Ќе одиме директно со тава. Оти. Не треба да ги печиме компирите. Ќе му требат малку повеќе време. Ајде, максимално. Рерната. Ја пуштаме, оти ќе ставиме во рерна. Кога ќе испечат 190. Одиме. Ќе направиме компири со кромит. Ајде. Хап. Зејтин. Малку повеќе зејтин. Така. Одиме со... Ова еднаш ќе ми биде болесно. Хап, хап. Помали парчиња. Нема да правам коцки, ќе правам, ете, вака поголеми парчиња компир. Овие ќе можат побрзо да се печат и да бидат спремни за околу 20 на минути максимум имаме уште. Ребрата, како му мирисат. Како мири розмаринот. Ми доаѓа јако. Така. Да. Хап, хап, хап. Вуаля. Нека се пропржува. Компирите, ќе му додаваме исто ленти од кромит. Така. Хап. Натре. Океј. И другиот парче. Океј. Така. Исто овде ќе му додаме малку сол. Сол. Така. Океј. Сол. Бибер. Така. Многу го сакам овој бибер, навистина. На моментот како го мелете така, целиот мирис ви доаѓа, а целиот вкус останува во јадењето. Вау. Така. Океј. И лукче. Тука си. Така малку лук. Така. Супер. Почнува да пржи. Супер. Океј, ова почнува да се спрема. Ова малку да гледам. Почнува да менјава на боја. Како е брзо е фраерот. Вау, 15 минути ни остануваат. Јас мислам оти ќе се спремат. Ќе видиме. Тоа е тоа. Ајде. Што ќе правиме како гарнир сега за ребрата. Ребрата. Ќе направиме на мала салата од домат и краставица. Тоа ќе ми биде како прв гарнир. Имам зелка, салата од зелка со ребра и компири. Ням. Супер. На тоа ќе му ставиме има малку сланина и све во салатата. Топ. Што ќе му ставиме уште? Сосот. Да правиме со малку тиквица, лута пиперка и ова салса од дип од мамас многу ми се допреја. Ова и ќе направиме уште еден сос што ќе правиме со семф, што ќе оди многу убаво со ребрата. Ова, имаме пак уште работа. Јас додавам, а не мислам оти тоа ќе ми донесе уште поиќе работа. Чека, ова да се меша, оти почнува да се Да. Топ. Кромидот
компирите почнуваат да се пропржуваат. Браво. Многу ми се допаѓа комбинацијата. А лукчето, нека ви доаѓа после, мирисот, топ. Ова нека се пропржи уште, ќе му додам малку вода и ќе продолжи во ревна. Океј, ајде. Зелка салата, еден мал дел. Хап. Ова, нека ни стои тука. Тука. Топ. Првот лист го вадам. Да пазиме да не ми изгорат. Ситно сецкано. Потенко е сецкано, полесно се јаде. Најубаво е да имате дебели парчиња од зелка во уста, крскаво и све, ама кога зелката така е ситно сецкана, она се топи во уста. Многу сакам тоа. Многу едноставно, ма полно со вкус. Така. Пом. Yes. Ете, крај. Ова, ете, од малку, направивме многу. Така. Ете, мало парче. Арнолд изедов само мало парче. Така. Зелката тука. Ова гори малку да пазиме. Како кажав, да се подпечат компирите, кромидот и ќе оставиме во ревна. Ише малку. Да фаќат боја, ова. Вадиме тука. Вака. Океј. Ова вадиме. Вака. Малку маслиново масло и малку сол. Многу едноставно. Вала. Чисто така ја оставаме на страна. Ова ќе мора уште малку да го оставам во печката, а ние за кратко се враќаме. Шери, што ќе готвиме денес? Компирите се спремни. Како кажав, малку вода. Вака. И сега во печка. Нека продолжуваат. 190, 200. Ајде. Нека си терат. Они се ќе бидат, се надевам, за 10 минути при крај. Овде намалуваме. Одиме со еден сос, тиквица, томат, па чекај. Јас мислев тоа, да. Пршута, вау, не останува. Ајде. Пршутата ја сецкаме. Така, хап. Ставаме во тава. Малку лута пиперка. Да ни лути, ама да не се лути бе. Така. Хап. Топ. Валя. Така. Малку зејтин. Океј. Нека се пропржи. Валя. Ова ќе ни биде за уште една друга салата. Ќе направиме неколку парчиња од тиквица. Океј. Да измијам.
Одлично. Ќе земеме само пола од тиквицата, ќе ни биде доволно и ќе направиме мали коцки, за да биде убаво како гарнир во сосот. Тоа ќе ни биде убав. Да, супер. Така. Полека. Ајде. Правиме ленти, вуаля. И од лентите правиме мали коцки. Така. Вуаля. Океј. Супер. Вака се пропршува тоа све заедно. Вака. Зборев за 2 сосови да направам. Може. Ова со тоа. Семф. Да. Така ќе направам. Океј. Ајде. Да има малку повеќе шмек. Едно говецки бујон. Со малку вода. Тоа ќе ни биде базата на сосот. Не базата, основата. Така. Да се стопи, меѓу време можам да додавам малку семф. Така. Може да стои тука. Океј, ова. Супер, се пропржува како треба. Одлично. Може малку и појако. Океј. И ова малку појако. Како се комплирите? Океј. Ребрата. Бога ми. Уште малку се спремни, Браво. Епа, изненаден сум од Ерфраер. Па да, тоа е тоа. Кога не знаеш, не знаеш. Сега знам. Ова тука. Вака ми стои. Овде. Ајде, сосот. Ви кажав, од ја секам многу мед и семф. Епа. Исто во сосот. Топла. Сега ќе му додавам мед. Ама малку повеќе мед сега. Така. Одлично. Ала. Па може. Таман ми падна малку соја сос. Може малку и соја сос. Така. Одлично. Океј. Ова ќе се редуксира, ќе се направи убав сос, како карамел, така карамел со семф, со сок, со јунички бујон, ќе биде врв. Ова е уште малку при крај да се пропржи убаво тиквицата и ќе му додаваме сосот. Направиме сега салатата што кажав уште. Треба да мешам уште малку краставици. Вуаля. Не, ќе чекам уште. Така. Па може, ајде. Да не чекаме. Вуаля. Океј, тому само малку и вода уште. Така. Супер. Мислам тие, океј. Ова сос
со база од пршута пропржено со малку тиквица, му додадов салса од мамас. Браво, гледайте како баба сос имаме. Тоа ќе ми види врв. Ќе биде сос, ќе биде гарнир. Оти гледате парчињата, има пиперки внатре, има домати, има све. Топ, имаме преубава мешавина. Овде ќе ми треба макалка. Стои тука. За семфот не убаво да се измеша. Вака. И ќе му ставиме малку од, како се кажува, нежиште, не знам како се кажува точно, од пшенка, како маизена. Нешисте, нежисте, така нешто. Знаете тоа што се прави за да се згусни сосовите и света. Треба да му ставам тоа во една мала чаша. Малку вода. Хап. Гледайте. Окей. Оп, многу лесно. Така. Ова сосот ќе се згусни и ќе биде топ. Океј, се враќаме за кратко. Шери, што ќе готвиме денес? Сосот, како ви кажав, почнува да се згуснува. Таман како треба. Овај сос, ова е завршено, да не продолжува. Океј, ова можеме да го намалиме, да не ни троши енергија, џабе, па да. Не, завршено. Па да. Гледате ги ребрата. Ама ќе ги остам. Да. Уште на минута-два. Да завршиме рецептот. Ајде. Нека продолжи уште малку. Не, зашто? Чекај. Што ми прави овде? Уште на 200 степени ќе го оставиме 2 минути. Така. Вуаля. Сосот овде ми се згусни. Комплет, видите? Имаме сос, мед, семф и сок бујон од јунички бујон. Гледайте. Вау! Топ. И ова е спремно. Салатата спремна. Ајде. Доста марка. Многу збориш. Ова. Зади. Ајде. Брзо гарнирот сега што ми треба уште да го направам. Немам више место. Со доматот, за тањирот, така ќе направиме. Ќе направиме нешто многу лесно. Вака. Ајде, ќе земам 2 тањири и ќе можеме да ги ставиме све што имаме подготвено до сега. Ама имаме пак многу подготвено. Ќе имаме за јадење со мојата шери. Премногу. Ама, тоа е тоа. Секогаш кажувам, за двајца тешко да се готви само. Не може. Ајде, ова ќе кажам вака. Тука, вака ќе правиме место. Ај. Тањир. 2. Валя. Океј. Компирите, се надевам оти се спремни. Ајде, да провериме. Океј. Да. Браво. Океј.
Това. Вие сте спремни. И ги оставяме така на ринглата да продолжува. Ребрата сега навистина се завршени. Не се завршени, се совршени. Окей, ќе почнеме со ребрата. Ете како говори. Личат. Едно парче. Овде. Второто парче. Убаво така да се покажат отворени. А не сега да надржи. Нема проблем. Ајде. Третата ќе стои како резерва. Не се знае, случајно некој ќе дојде. Имаме резерва, имаме едно парче, или ако ни се јади плюс, ќе се снајдиме. Ајде, сега компирите. Како се бави компирите? Таман, се двојат. Одлично. Компирите со кромит. Не можеме да кажеме ти се пекарски компири, се пржени компири. Така можеме да ги кажеме со кромити. Така. Овде. Тако. Ова стои. Така. Што одиме сега? Малку салата. Од зелка. Чисто така да имаме гарнир и боја на тањирот, што останува, ќе си го направиме салата после. Еден сос, направено со мед, семф и сок од јунешки бујон. Така, окей. Вториот сос, направено со дип, салса дип од мамас, додање пршута и парчиња од тиквица. Така. Окей. Два, три. Одлично. Уште. Едно мало парче домат и едно мало парче ситно сецкано од краставица. Чисто така, за малку боја да има. Воля. Малку копар на крај. Да ви кажам право, денеска многу ми е топло, не знам што е. Или сум возбуден. Оти направив преубав јадење на мојата шери. Она ќе биде презадоволна, па не само она. И ја ќе бидам презадоволен. Оти денеска ќе јадиме ребра со две начини на сос, компири пржени и салата од зелка.
Што ќе готвиме денес?